16 милиони денари или околу 260.000 евра на две еднакви рати ќе им исплати Штипската болница на вработените. Парите се обезбедени преку Фондот за здравство и сметката на болницата, а истите се за останат долг на болницата кон вработените за надоместна плата кои претходно не им били исплатени. Во јуни и во септември ќе им биде исплатено се она што им било незаконски ускратено сите оние 3 години на нас. Се работи за додатоци за плата, неправилно пресметани, остана нашата установа и остана на друг менаџерски тим, меѓутоа ние направивме напори, вклучувајќи мене, Фондот за здравство, исто така и Министерот за здравство и успеавме да најдеме решение за овој проблем. Веднаш по преземањето на директорската фотелја Ѓоргиев се соочи со закани за тужби од вработените кои од него ги побараа за работените, но не исплатени надоместоци за изминатите 3 години. За да се избегнат судски трошоци, Ѓоргиев се обиде работите да ги среди во вонсудска постапка. Кој што и текако ќе искомплицираше работата на болницата доколку доеше до судските инстанции и зашто ја користам приликата да упатам јавна благодарност до персоналот во кој што 99% се одзваа на апелот да не доаѓаме до суд да го решиме проблемот, беа страпливи, на крај тоа се исплати и да им се заблагодарам уште еднаш, бидејќи има доверба во зборот кој што сме го дали дека ќе биде тој проблем решен. Во меѓувреме, од јануари наваму сите надоместоци се исплаќаат редовно. Од јануари наваму се исплаќа се до денар, онака како што е предвидено во колективниот договор, со тоа што има уште еден плюс за вработените, бидејќи се склучи договор нов за покачување на додатоците на плата. Веќе парите ни се префрлени од Фондот за здравство, пресметките се во тек, освен оваа плата што ја добија априлската, ќе ја добијат во наредниот период и разликата и за месец март и месец април, коригирана за новите повисоки износи на додатоците на плата. Инаку надоместоците за дежурства, нокни смени и слично во Штипската клиничка болница не били исплаќени со години, но според законот вработените имаа право на тужба за последните 3. Обештетувањето на вработените сега чини 16 милиони денари, но доколку работите завршеа на суд, сумата ќе беше речиси двојно повисока.